Спонзорот Цермат ви представува. Најнова премиера на Битолски театар, представата Иванов. Повеќе музички пеачки групи на третата вечер на Илинденски денови. Промовирана изложбата Писаното на Битолската везилка. Концерт на харфа на Мерсиха Шукри. Изложба на копаници во рамките на Битфест. Кафе Кабана на Широксокак. По четврти пат се одржа настанот Битола на точак. Синоќа битолчани и љубителите на театарската уметност имаа можност да ја погледнат најновата премиера на Битолски театар, представата Иванов по текст на Чехов. Иванов е четврта поред премиера во Битолски театар за оваа година, поддржана од Министерството за култура, во која костимографијата е на Благој Мицевски, музика Маријан Некјак, сценографија Валентин Светозарев. Воистина сум горд затоа што Чехов е исклучително тешка материја да се постави. Исклучително тешко е да се оживее. Лесно е да го прочиташ, лесно е да видиш дека некој друг го прави, меѓутоа кога ќе се зафати, затоа со Чехов гледате колку замки тој крие. Јас сум навистина горд на мојот ансамбл и од се срце им честитам и на ансамблот и на сите останати вработени кои даваја максимална поддршка, пред се на режисерот Александар Барман. Така, пред се кажете ни и за самата сценографија, секако тоа е ваше дело. Јас некако сум секогаш дел од процесот и тоа некако спонтано се раѓа и не мислам дека нешто наметнувам или дека нешто измислувам однапред, него тоа едноставно се случува во текот на процесот. Еден ден ни текна дека треба да ја заградиме половина сала, друг ден ни текна дека треба да имаме некаква вода и така натаму. Истата е во режија на гостинот од Русија, Александар Баргман, кој првпат режира во Македонија. Тој за првпат гостуваше во Битола како актер во представата на Александар Морфов, а потоа соработката продолжи и на други проекти. Тој важи за еден од најстакнатите руски режисери и истакна дека со Македонија го поврзуваат многу убави работи како актер, а сега и како режисер. Потому что это великая пьеса. Затоа што тоа е голема пиеса. Моя любимая пьеса Чехова. Моја любима пиеса на Чехов. Как всякая потрясающая пьеса, она состоит из того, что она задает вопросы, она не дает ответов. Как од сите прекрасни пиеси, таа се состои тоа што постава прашање и чека одговори. И в этом величие Чехова. И во тоа е големината на Чехов. Что он совершенно беспощаден человеку. Во тоа што тој беспоштеден совршено кон човекот. Он не строит иллюзии. Не прави никакви илузии. И это сущностный вопрос. И тоа е суштествено прашање негово. А формальная сторона, что я очень люблю Тину. А формалната страна дека јас тоа го сакам. Мы с ним давно дружим, больше 10 лет. Затоа што го сакам и Тино, со кого веќе се дружиме 10 години. Во улогата на Иванов го видовме актерот Огнен Дранговски, кој брилјантно го оживеа тој комплексен лик на Чехов на сцена. Тоа е, како да ви речем, еден од најтешките ликови воопшто напишани. Тоа е толку еден, многу работи се кажани за Иванов, дека тој е еден негативец, дека тој е дека никаков човек, а всушност тој е еден човек кој е мртов, кој е мртов духовно и бара начин како да излезе од целата таа, од еден жив, здрав маж, крв и месо, станува една мивка од човек и на секој начин бара да се спаси и прави глупости како секој човек кога ќе се најде во таква тесна ситуација. Останатите ликови маестрално на сцена ни ги пренесоа Елена Моше, Митко С. Апостоловски, Борис Чоревски, Јулијана Стефановска, Маја Андоновска Илиевски, Иван Јерчик, Кристина Христовска Николова, Маријан Ѓорѓевски, Филип Мирчевски, Мартин Мирчевски, Александар Стефановски. Уште една премиера на представата Битолчани ќе погледнат денес, а представата ќе се одигра и во Ростов на Дон.
На третата фестивалска вечер во рамките на Републичкиот фестивал и Линденски денови настапија музичката група Распеани Крушевчани од Крушево, староградската група Сирма Војвода од Битола, пеачката група Весела Тајфа од Богданци, пеачката група Распеани Гевгеличани, Сдруженијето Распеани Велешани, градскиот хор на Штип, Распеани Валантовчани, Бјорн Петер Тосе од Досло, Норвешка. Републичкиот фестивал и Линденски денови е најдобриот и најквалитетниот фестивал на народни песни и ора, а Битола е град што привлекува пријатели од сите страни на светот. Овој фестивал, овие и Линденски денови се во чест на нашите големи историски личности и на нашата голема традиција и историја. Најмногу интерес на ова издание на фестивалот предизвикува интернационалната вечер на која денес ќе настапат ансамбли од Холандија, Кипар, Грузија и Јапонија, а фестивалот ќе биде затворен со концертот на Драган Даутовски. Свеченото затварање на фестивалот ќе се одржи денес во Центарот за култура со почеток од 20 часот. Во рамките на Битфест, во Центарот за култура пред битолската публика беше презентирана изложбата Писаното на битолската везилка во организација на Етнокреатив, неформална група која има за цел преку истражување, едукација, работилници и изложби да придонесе во зачувување и промовирање на македонскиот народен вез. Ако пред 4 години започнавме срамежливо со една идеја за недовршена приказна, ја продолживме со Шепотот на Еге, па потоа третата година со Ресачка и годинава со Писаното на битолската везилка. Зошто писаното? Писаното е една специфична техника во везот од битолскиот регион, меѓутоа писаното и таа техника што везилката ја пишувала својата судбина. Ако за писателите перото е за да може да ги искажат зборовите, за ликовните уметници, четката и боите, за везилката и за нас тоа се иглата и конците. Сакаме да оставиме печат за она да ја сочуваме нашата култура и традиција, затоа што во ова време, не време би рекла, кога сите сакаат да ја приграбат нашата историја, токму овај дел, она што ние го работиме, кој што кажува за нашата култура, тука се нашите корени, кои што треба грижливо да ги чуваме, за на тој начин да се сочуваме и сите ние. Сакаме да ги поттикнеме младите дека сепак ние имаме што да покажеме пред другите, имаме со што да се пофалиме. Ова е манифестација посветена на битолските везилки. Ова не е моја професија, значи ова е чисто хоби. Го работиме со многу љубов. И додека го работиме, тоа е едно посебно чувство кое може да се доживее исклучиво само кога ќе се има иглата и конецот во рагата и кога ќе се чувствува, кога се патува по таа патека испишана од памтивек, оставена во наследство. И убаво е тоа чувството кога другаруваш, значи како што кажав, со конецот и иглата. И во тие моменти, значи стварно треба добра концентрација, трпеливост, меѓутоа блажено е тоа чувство кога се другарува со конецот и иглата. Изложбата Писаното на битолската везилка беше воведна културна манифестација пред 44-тото издание на Републичкиот фестивал на народни песни и игри и Линденски денови. Преку вакви настани се афирмира стариот битолски вез, но и луѓето кои што сега творат во таа насока го чуваат тој вез и создаваат одредени сувенири кои како недостаток може да се надоместат само на ваков начин. Љубителите на класичната музика има можност да уживаат во концертот звуците на харфата на Мерсиха Шукри, добитник на повеќе републички и меѓународни награди, и како солист и како камерен музичар, редовен учесник е на Интернационалниот фестивал за харфа во Белград. Се усовршувала на мајсторските курсеви кај интернационални солисти и професори по харфа. Како харфист има остварено бројни концерти на Скопско лето, Хераклејски вечери, денови на франкофонија, есенски музички свечености. Настапувала како солист со мандолинскиот оркестар Скопје и гудачкиот камерен ансамбл Арко, концертирала и надвор од нашата држава во Србија, Словенија, Косово, Франција, Унгарија, Холандија, Израел. Во 2008 година за прв пат ја представи Македонија со учество на 10-тиот јубилеен светски конгрес за харфа во Амстердам како дел од најголемиот и најдолг оркестар од харфи и влезе во Гинисовата книга на рекорди. Како почесен гостин во 2009 година учествуваше во Израел на најголемиот и најзначаен надпревар за харфа. Иницијатор и член е на интернационалното трио Расмер, харфа, флейта, виола, соработка помеѓу Македонија, Србија, Норвешка. Член е во Ларт и парт оркестарот за филмска музика.
Во културниот центар Магаза се одржа изложбата на копаници на Каркамишевски Драганчо. Со копаничарство се занимава некаде од почетоците на 2000-та година и тоа како хоби. Во текот на своето работење има изработено повеќе од 200 дела и како резултат на тоа, своето долгогодишно творење го крунисува со отварањето на првата самостојна изложба на тема Македонска резба во рамките на Битфест. Ова ми е прва самостојна изложба, захвалност на општината Битола, што го реализиравме проектот и мислам понатаму да ја промовирам Битола, јас како личност и Битола по нагоре. Мислам, работам на дрво исклучиво, орев и овде имам веќе 22 дела. Во рамките на своето работење има учествувано на 25-тата изложба на копаници во Скопје, изложба на копаници, уметничка галерија Битола, јубилејна 30-та изложба на копаници и презентација на копаничење во живо, Музеј на Македонија Скопје, повеќе изложби во Скопје и Битола. Исто така во своето работење има учествувано на повеќе колонии во Велес, Крива Паланка, меѓу кои сликарско-копаничарска колонија, Папрадишки мајстори 2012 и 9-тата ликовна колонија Папрадишки мајстори 2013 во Велес. Под мотото "Кафето и насмевката одат во пар", во Битола се одржа манифестацијата Кафе Кабана на широк сокак. Оваа манифестација е своевиден фестивал на кафето, забава во која производителите и дистрибутерите на различни видови кафења во Македонија, покрај конвенционалната комерцијална презентација, имаа можност за непосреден, забавен и несекојдневен начин пред своите конзументи да ги презентираат и промовираат своите кафења. Од друга страна, нивните секојдневни конзументи, дружејќи се меѓу себе, а низ разни игри, забава и музика, и дружејќи се со дел од познатите лица со филџан кафе, ја продолжи старата градска битолска традиција. Денот да започне, продолжи и заврши во добро друштво и уште подобро расположение со неколку филџани кафе за свој мерак. Се зборуваше за кафето, за митовите и вистините за него. Сите граѓани сакаат да ги дегустираат вкусовите на различните видови кафе, а потоа се забавуваа на музичкиот хепенинг. По четврти пат во нашиот град се одржа настанот Битола на точак. Голем беше бројот на битолчани и битолчанки кои ја поддржаа оваа иницијатива. Овој пат со нова рута, нова почетна и крајна локација и возење околу сите 5 кружни текови во Битола, а сите велосипедисти имаа свирчења. Првото возење критична маса било во септември 1992 година во Сан Франциско и во него учествувале 48 велосипедисти. Возењата добивале се поголема масовност. Денес критична маса се организира во над 300 градови во светот, меѓу кои сега е дел и Битола. Нема лидери, нема формална организација, само критична маса велосипедисти. Најмасовната критична маса се одржала во Будимпешта, Унгарија, во 2008 година, кога учествувале 80.000 велосипедисти. Вообичаено критична маса се одржува еднаш месечно, во Битола најчесто последниот четврток од месецот. Иницијативата започна не поради самото возење, туку поради промовирање на велосипедот како стил на живот. Големиот број на учесници во овој настан истакнаа дека треба почесто да се организираат настани од ваков тип, уживаа додека се возеа низ битолските улици, разменуваа искуства за велосипедски тури и слично. Битола на точак е иницијатива која цели за подигање на јавната свест во Битола за користењето на велосипедот. Инаку, името критична маса е земено од документарниот филм за велосипедизмот на Тед Вајт од 1992 година, Враќањето на велосипедот.